Во Институтот за ОРИ со децении не се издвојуваат средства за реализирање проекти, презентирање на научно-истражувачка работа на професорите. Не се одобруваат ниту нови вработувања. Туку тој работи само со тројца вработени, од кои двајца редовни професори на Земјоделскиот институт во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методи и еден правник. Ова институција нема капацитет ниту можност не само за производство на семе, туку и воопшто за нови проекти, научно-истражувачка работа, саеми, симпозиуми и вложувања. Во 2013-2014 година институтот работеше на проект финансиран од Турската агенција за развој и потикнување ТИКА. Понатаму се работеше на дел од проектот за зачувување на природата, финансиран од швајцарската влада. Многу малку, односно воопшто последните години, реков една деценија, нема издвоени средства за финансирање на некои дали мали или посериозни проекти. Нашата работа покрај тоа што се занимаваме со научно-истражувачка работа, значи нашите резултати ние треба да ги презентираме, некој да ги чита, да ги види, да ги користи. Исто за тоа се потребни одредени средства. Нема средства и за таа работа. Ние, нашите резултати со скромни наши средства ги презентираме како во нашата држава, така и надвор од нашата држава, меѓутоа и тоа е на некој начин многу слабо финансирано, скоро воопшто не е финансирано, значи ние мораме од лични собствени средства кои ни се од личен доход да финансираме издавање на научни трудови, посетување на конгреси, учество на конгреси, на симпозиуми, а морам да ви кажам дека во последно време и тоа е доста скапа работа, бидејќи едно учество на конгрес е од 500 до 1000 евра. И не само вработување на нов кадар и финансирање на проекти и истражувања. Од големо значење за институтот е и неговата реконструкција, бидејќи од големо значење за институтот е и негова комплетна реконструкција. Ние сме државна институција, значи ние не сме приватна институција, ние сме државна институција и државата треба да води грижа за самата институција. Не се вложени средства никакви во однос на одржување на згради повеќе од да не кажам од 20 и 25 години. Опремата ни е стара, постара од 20 години. За среќа преку проектот од ТИКА ние добивме донација од турската влада, една опрема која ни е многу неопходна во нашите истражувања кои ги работиме, така да тоа многу ни помогна. Андов додаде дека за кратко време и двајцата вработени професори ќе отидат во пензија, така што најпотребно е ресорното министерство да одобри вработување на млад соодветен кадар, кој што ќе ја продолжи научно-истражувачката работа, но претходно да се вложи во целосна реконструкција на просториите на застарениот институт.